Значи сега е време да ги најавиме моите први гости за денеска. Се работи за двајца од групата Паркети. Кај сте, момци? Добри, ајде, сместите си за кај сакате. Рековме гласно и добивме гласно. Многу мрда таа столица. Мрда таа столица, неговата не мрда. Тоа пошто си ти поподвижен некако на стапите, нели? Дали добре. Дали сакам да те галам, ви иде преку глава зашто ја пуштаат 59 пати на радиостаниците? Ама имаме среќа, ние убитела толку не ја пуштаат, разбираш. Ама ја пуштаат и убитела често, ама знам дека овде многу ја пуштале. Да. И како ја гледате на тоа? Не, ние се правиме дека ни досада, ама инаку ќефој сме вака. Да, Возлаги на душата ќефој сме дека пуштаме. Па не знам да Apple да дајме не ја пуштајте толку многу, не знам ака преку емисијата на радиостаниците. Ама преку ова мислам дека само ќе направиме контраефект и дека Уште ќе повеќе пуштат уште повеќе. Затоа боле да се ќутиме. Да. Како изгледа еден ден со Еленче, снимавте споднели заедно. Епа, како ти кажам, ми се оствари соно во животот, да беше шалена сме, како ти кажам. Супер, мислам. Интересно. И не само што снимавме споти, пред тоа се дружевне и така. Значи повеќе денови. Да, и сега ќе пееме на концертот да спомниме тој на 19 што ќе биде главниот, ќе видиме во Метрополис Арена. Така, добро. Ти Симс? Убаво ли беше вака? На снимањето, да. Да, бе, супер беше. Одлично. Добро. Така што очекувавме, дури повеќе. дури малку поубаво се очекувавме. Добро. А Ајде. сите знаеме дека нашите очекувања се многу големи. Големи. Така, Да. Најголем. Сега сте малце по-мејнстрим со оваа песна. Свесни сте за тоа сигурно. Мислите ли дека вашите поддржувачи од пред 10 на 15 години малку сега ќе се налутат, ќе речат, а овие фејкери ми стана. Да. Или тоа е ризик што го знаете и го презимате со разум. Абе тоа долга приказна е тоа да кажуваме како било, што било 15 години свириме, па никој ништо не рече, па сега. Али сакам да кажам дека ќе го побиеме тоа со нашиот нов албум кој сега на пример сме дојдени во Скопје да го снимаме. Значи овие денеса друг се емитува оваа емисија, ние снимаме албум. Добро. И се надевам са за Божико да излези са, да сме здрави и живи, неш. Значи со тој албум ќе го оповргнеме тоа тврдење дека сме мејнстримот и ќе има песни што се баш. Ќе биде мејнстрим албум, мислам. Да, он ќе биде, али нема да уште ќе се останете вие поавангардни момци. Да. Тоа е тоа што цениме. Најсамо што направивме само ја проширивме публиката. Па тоа беше и целта фактички. Така е, да. Одлично. Гениален потек би рекол. Сега ај луѓето во моментов се навикнати на секакви имиња. Како беше порано кога се крстивте Паркети? Пред толку години искача бенд Паркети се вика. Мислам, ако имаш керка и ја крстиш трпана, може да очекуваш дека нема да сака у школа да иде. Стекнуе. Па еден јак момент. Или син да рече ако имаш трендар. И за ќе вика тато, не можам да идам у школа. Слушаш, јак момент ме тоа баш тоа кога се крстив на Паркети, пишува в дневник. И сега, значи името Паркети, иако знам точно датум кога го измисливне, дури може по 3 недели го спомнав у дневникот. Значи ми беше страм и нас ни беше страм, разбираш? Значи па фактички вие значи си викавте бе Паркети. Значи некако чудно ни беше, не бевме сигурни уште нешто ти така го алтернативи имавте некој? Така беше некој двумење, мислам дека меѓу Паркети и гардероби, така нешто беше. Абе не, зезе. Нешто рековме. Не, боле Паркети. Па на Паркети мислам од гардероби, да, така беше. Добро, браво. Имате поприлично интересни текстови во вашите песни, од секоја снимале. Во песната Супермен, на пример, нешто лета. Црвено е. Дали е фен? Дали е фен? Не е фен, Супермен. Зашо нешто што лети е црвено би било фен? Дека има црвени фенови. Што летаат? Се не. Кој го напише тоа? Јас. Ој тоа. Али малце тогаш беше може значи она без размислување, колку да има рима малце, знаеш. Да, Супермен. Одлично. И влегва. Знаеш, има такви текстови, на пример како електрична фризура, не знам дали ја знаеш, таа имам причина пржини во стомакот, нешто, не знам. Најапстрактни, тоа е он Пикасо во рок-н-рол е Симс, и никој немој само тој разбира што сака да каже, али вежно добро звучи. Имаш значи порака со тоа, нешто? Да, како не. Ти си знаеш што ти е битно. Да, зависи контекст, да. Добро, одлично. Кој е најсмотаното име на некоја песна ваша што имате во историјата? Најсмотано име. Глобус, тебе? Да, вистина. Глобус. Други за сите нормално мислам и ние што. Другите се чудни. Освен Глобус. Ама таа, знаеш, скрос нема врска името со тоа што се пее во песната, нема врска, Добро. Имаш право. Зашо ја негде прочитав дека си бил таксист?
Тоа глупости се нешто или што е работа? Глупости. Абе сега веќе станав неславни порано да не зборуваме за тоа. Не. Има нешто? Па да ти кажам право, раните 2000-ти на пример, да. Малце Стварно? возев, да. И вака си возел? Да, и сите мислеа во битола дека се дрогирам од ставно со начари вакви големи. И така возиш? Со Па, коса све имав начари убавно се големи са. дотеруваше, Не, са дека се дотерав премногу, али така, си бев паркетона, си бев нормално.